Здраво. Словенечката јавност се запозна со ликот и делото на нашиот струмичанец Ристо Пецев кој што е во Словенија. Ајде сега нашите струмичани да го запознаеме, оние барем кои што не знаат. Колку долго сте во Словенија и многу интересна ваша професионална ориентација, односно технолог за прехрана. Здраво на сите. Веќе 8 години сум во Словенија, потекнувам од Струмица, роден во Струмица, израснат во Струмица. Средна школа завршив прехранбен техничар, па се одлучив да ги продолжам на студиите во таа насока, технологија на храна. Така да најдов соодветен факултет за мене во Бугарија, се запишав, завршив таму, па после следуваше вработување во Жито Струмица, каде што бев таму 3,5 години, работев како технолог. Таму и вистински се вроди љубовта према храната, према лебот, па после следуваше упис на магистарски студии во Словенија и така дојдов овде. Отворив пекара и веќе 4 години се занимувам со тоа. Така, меѓутоа она што како наслов беше најавено во написот на словенечките медиуми е дека лебот не се прави со брашно, туку со рака. Која е вашата филозофија? Што е она што лебот кој што го произведувате е поразличен од она што ние го имаме досега како традиција? Така, фала на прашањето. Лебот што го произведуваме е малку поразлично од оно што го произведуваат комерцијалните пекари. Ние правиме леб без квасец, без комерцијален квасец, како што старите го познаваат тој процес на ферментација или како што се нарекува маја. Тој е како природна ферментација, чекам малку. Така, да, не природна ферментација, дали долго време треба да помине додека се ферментира и додека лебот се испече? Мајата уствари е една проста мешаница меѓу брашно и вода, кои природните квасовки се хранат со таа мешаница. Па процесот на печење на леб трае повеќе од 30 сати, така да во тој процес на ферментација се устваруваат и избогатува лебот со ароми, вкусови и така натаму, што го прави тој продукт поразличен од комерцијалниот. Какво брашно се користи при тоа? Користиме различно брашно, од бело брашно до црно брашно, тип 850, до ржено брашно, полнозрнато, така правиме мешаница. Лесно ли е клиентите, муштериите да го препознаат овој бесквасен леб како подобар по здравието и похранлив? Дали лесно го прифаќаат и има побарувачка за него? Право да кажам дека овде клиентите многу позитивно го примаат тоа, тој како нов продукт. Сите кога го пробаа лебот, уствари се спомна на старите времиња кои што нивните предци, баби и дедовци го правеле тоа. И овде во Словенија е тренд да се јаде здраво, да се јаде поздрава храна, така да можам да кажам дека позитивно го прима тоа. Така, кажавте дека 4 години имате собствена пекарница во Словенија. Лесно ли е да се биде млад предприемач и што друго го имате на менито, на понудата во вашата пекарница? Дали може би некој македонски специјалитет го домаќинивте во Словенија? Па
можам да кажам дека не беше тешко, не беше лесно на почеток. Стварно работев сам. Почнав сам, дури немав човек кој што ќе ги продава продуктите, но јас сам продавав. Тоа траеше неколку месеци, но чекор по чекор мојата упорност стварно се исплати. И сега после 4 години стварно имаме стабилен продукт, стабилна пекарна, стабилен бизнис, така да можем да се пофалам дека е добра. Понудата во пекарата е претежно следејќи ги европските трендови и пекари што нудат и што е модерно во Европа. Леп и бели пецива, имаме француски пецива како круасани и така натаму. Некои македонски продукти за сега немаме, но се во план да почнат да се прават, како милиброд, како баница, пита и така натаму. Така, ви недостасува ли Македонија? Колку често доаѓате, еве, пред ковид времето, да речеме, затоа што ковидот некако ги стави на пауза сите наши планови? Колку често сте доаѓале? Се разбира дека ми недостасува. Во Струмица се моите родители, кои што често се слушаме, скоро секој ден. Ги поздравувам. Така да, колку е можно. Сигурно еден пат годишно доаѓам во Струмица, па ги посетувам моите родители и моите пријатели, се разбира. Така, спомнавте, вие веќе сте фамилиарен човек, колку често го поминувате времето во домашната кујна или тоа е препуштено на вашата сопруга? Го завршувате вашиот лимит во пекарата? Па сега, кога имаме нов член во фамилијата, мислим, времето во кујната го поминувам се почесто, така што помагам на мојата жена при приготвувањето на храната, како за нас, така и за малечката Зарија. Така, што мислите, една споредба меѓу Македонија и Словенија? Што е недостасува на Македонија за младите предприемачи кои што сакаат да го покажат она што го знаат, да можат да го направат, да го реализираат тоа? Дали таму имате поголем достап до кредити, до можности за самовработување, искористување на некои финансиски инструменти кои што можеби ви олеснуваат работата, набавка на современи апарати? Па би рекол дека и докажавме дека Македонија, па македонците сме способни луѓе и каде што да одиме во надвор од Македонија во Европа, ние сме се снајдовме и сме снаодлив народ и способен народ. Има овде во Словенија многу македонци што се успешни луѓе, не само во пекарската работа и зидарската работа, но исто и во интелектуалниот свет се многу напредни и многу успешни. Едноставно им препорачувам на луѓето во Македонија да се упорни и да ги следат своите соништа. Така, дали можеби за некоја година или во некој догледно време би имале меѓународен синџир на пекарницата која што имате од Словенија, па да има и во Македонија франшиза? Стварно би сакал и зашто да не. Така, спомнавте уште за македонската заедница, колку се дружите таму, колку комуницирате како македонска заедница? Дали постојат контакти меѓу вас? Па има, да. Се дружиме, македонците, македонската скупина се дружат, секоја година се организираат забави, македонски забави, исто така доста посетена е исто и амбасадата, членови од амбасадата се доста ажурни, да кажам, така да се дружиме. Така, ви благодарам, Песев, за овој разговор за ТВ канал ВИС. Се надевам дека на гледачите им пренесевме малку дел од вашите искуства од Словенија и она што го правите вие како продукта, тоа е бесквасниот леп. Се надевам дека во наредна прилика ќе бидете гостин директно во ТВ каналот ВИС. Благодарам на поканата.
Среќни празници.